Синоќешното пребројување на гласовите од вториот круг од локалните избори само ја потврди убедливата победа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Ке имаат градоначалници во Скопје и во 53 општини низ Македонија. Колкав е поразот на некогаш силниот СДСМ зборува и податокот дека втора партија по бројот на освоени градоначалнички места е коалицијата вреди со 9. СДСМ и неговите коалиционери ке имаат само 6 градоначалници. ДУИ 5, а движењето Знам, Демократската партија на турците и Унија на ромите по еден градоначалник. Вредно е да се напомене дека две општини ќе ги водат независни кандидати. Левица, која на овие избори доби зголемен број на гласови од претходниот изборен циклус, сепак не освои ниту едно градоначалничко место. Во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Ростуше вчера немаше гласање. Причината е недоволниот одзив на гласачи во првиот круг, поради што ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена. Силно одекна големата победа на ВМРО-ДПМН на локалните избори, но синоќа уште посилно одекна изборот на Кичевчани. Во тој град од Западна Македонија почнаа процеси кои одамна се очекуваа и посакуваа во земјава. Кичево разбуди позитивни ветрови за нов дух и надеж за подобар меѓуетнички соживот и меѓусебно почитување. Имено победи кандидатот на ВМРО-ДПМН Александар Јовановски пред Фатмир Дехари од ДУИ, кој заедно со својата партија долго форсираше етноцентризам. Овој пат Кичево одбра мудро, одбра заедништво пред етничките поделби за што беше потребно да гласаат и македонците и албанците, кои се доминантни во општината. Џабе беа организираните еднонационални авионски летови за да донесат гласачи кои ова ќе го спречат. За постигнување на оваа добра работа значаен е добриот избор на кандидатот кој го направи партијата на Мицкоски, но и целосното залагање за време на кампањата на ВМРО-ДПМН, давајќи пример за меѓуетничка соработка и пример како може да се постигне толку посакуваното меѓунационално заедништво за доброто на сите во државата. Сега на потека е градоначалникот Јовановски со дела да го засили веќе започнатиот позитивен ветар. Не случајно токму таму Мицкоски и ја славеше победата на локалните избори во Македонија. Граѓаните на Македонија вчера на изборите пратија јасна слика на кого му веруваат и кој заслужува да ги води општините и градот Скопје. Но ако се погледне малиот одзив за гласање, односно дека гласале само нешто над 40% на ниво на државата, јасно е дека има многу граѓани кои испратија сосема друга порака. Абстинентите на социјалните мрежи објаснуваат дека не одат на избори оти се разочарани од партиите и дека премногу низ годините се ветува, а малку се исполнува. Бараат од нас заедништво и да гласаме, а си тераат по свое и не ги слушаат нашите потреби. Нема да гласам се додека не видам дека се подобруваат, е една од многуте реакции. Од друга страна, речиси 20.000 се оние што гласале всушност позади параванот, го поништиле гласачкото ливче. Во првиот изборен круг имаше дури над 53.000 неважечки гласови. Тоа е огромна бројка на оние кои што се појавија на гласачките места, но само за да пречкртаат или напишат некоја порака до партиите. Во партиските штабови по славењето треба добро да ги изанализираат и ваквите податоци. Без верба на голем дел од граѓаните во политиката и функционерите нема зголемен напредок на општеството. Само по еден час од затворањето на гласачките места во седиштето на СДСМ настана скоро целосна тишина. Ја немаше вообичајната раздвиженост и џагор. Партијата на ниту едни избори досега немала полош резултат. Дури и пред 4 години, кога убедливо беа поразени од ВМРО-ДПМН, освоија повеќе општини од сега. Сепак Венко Филипче не се чувствува одговорен за поразот и немало да поднесе оставка. Напротив, мисли дека овие резултати се поттик и дека е на прав пат да продолжи да ја зајакнува СДСМ. Тој дури најави и кадровски промени во партијата за оваа недела. Инаку веќе почнаа оставките во партијата, веќе замина подпредседателката Ана Чупевска. Денес оставка даде и кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров и председател на општинската организација Костадин Ацевски. Тој истовремено побара оставки и од лидерот на партијата и од целото раководство. Следи интересен период во некогаш силниот СДСМ.
На овие локални избори 4 жени успеаја да ја добијат довербата на граѓаните и да бидат избрани за градоначалнички во своите општини. Една од нив победи во првиот круг и 3 во вториот изборен круг. Во првиот круг во Кисела Вода беше избрана Бети Стаменковска Трајковска од ВМРО ДПМН. Во вториот круг втор мандат освои Сонја Стаменкова од СДСМ во Македонска Каменица. Градоначалнички мандат во вториот круг освоја и кандидатките на ВМРО ДПМН Марија Нацева во Неготино и Наталија Димитриева во Демир Капија. Инаку на сегашните избори имаше вкупно 309 кандидати за градоначалници, од кои само 32 беа жени. Обвинителството поведе постапка против 2 лица за кривичното дело убивање и мачење животни. Осомничени се 44 годишен посредник во организација на борби со кучиња и 43 годишник во чиј двор во битолското село Црнеец направил импровизиран ринг за крвава борба на кучињата. Како што е соопштено, со постапката се опфатени и грчки и косовски државјанин кои се во бегство. Борбите завчера ги следеле други лица од Косово, Грција и од Македонија, кои се кладеле. Лишени се од слобода сите кои биле затекнати во дворот. Тивко беше синоќа и утрово пред српскиот парламент, откако вчера имаше големи тензии помеѓу на собраните групи противници и поддржувачи на владата, кои полицијата со кордон ги одделуваше. Српската полиција во текот на ноќта соопшти дека се приведени 37 луѓе. Граѓани вчера се собраа за да ја понудат поддршка и заштита на Дијана Хрка, мајката на едно од 16 загинати лица, пред една година кога се урна бетонска настрешница на влезот во железничката станица во Нови Сад. Таа вчера започна штрајк со глад пред зградата на Народното собрание, барајќи да се осудат одговорните за трагедијата. 32 годишно лице со британско државјанство засега единствено осомничено за нападот со нож врз 10 лица во воз што се движел кон Лондон. Од 10 лица кои биле прободени со нож во воз во саботата навечер, двајца се уште се борат за живот. Нападите со нож во Британија стануваат загрижувачки затоа што во споредба со минатата деценија се зголемиле за 87%. Само лани имало околу 55.000 регистрирани инциденти, што е меѓу највисоките стапки во Европа. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не размислува да ја даде на Украина крстосувачки ракети Томахавк со долг дострел. Претходно Пентагон одобри Белата куќа да испрати Томахавки во Украина, а конечната политичка одлука зависи од претседателот Трамп. Киев ги бара ракетите за да може поефикасно да ја нападне нафтената и енергетската инфраструктура длабоко во Русија. Москва претходно поменува дека испораката на такви ракети сериозно ќе ги наруши односите на САД со Русија, а испораката на било какво оружје нема да донесат никакво решение на фронтот во корист на Украина. 4 дронови синоќа биле забележени над белгиската воена база Клајне Брохел која ја користи НАТО. Претходно министерот за одбрана на Белгија Тео Франкен изјави дека дронови биле забележени и во ноќта од сабота кон недела. Против нив бил употребен прекинувач на сигнали, но без успех. Според непотврдени информации, оваа база е една од локациите во Европа каде што се складира американско нуклеарно оружје. Најмалку 20 луѓе загинаа, а околу 150 се повредени во синокешниот земјотрес со интензитет од 6,3 степени според Рихтеровата скала, регистриран во северниот дел на Авганистан. Земјотресите се честа појава во оваа земја. Кон крајот на август земјотрес ги погоди источните провинции Кунар, Лагман и Нанг Архар, при што загинаа повеќе од 2200 луѓе. Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави дека Техеран ќе ги обнови своите нуклеарни постројки со уште поголема енергија и решителност, откако тие беа сериозно оштетени во американските воздушни напади во јуни годинава во текот на 12-дневниот конфликт со Израел. Тој нагласи дека Иран нема намера да создава нуклеарно оружје, туку дека неговата програма е насочена кон научни и медицински цели. Вашингтон и Тел Авив пак го обвинија Техеран дека развива програма за нуклеарно вооружување. Поранешната израелска воена обвинителка Јифат Томер Јерушалами е приведена во рамките на истрагата за протекување на видеоснимка на која се гледа како израелски војници малтретираат палестински притвореници во 2024 година во затвор со висока безбедност.
Обвинителката Томер Јерушалими во петокот поднесе оставка, а вчера на кратко исчезна, што предизвика шпекулации за евентуален обид за убиство. Израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен Гвир денес изјави дека е договорено затворската служба да действува со зголемена будност за да ја осигури безбедноста на поранешната обвинителка во притворскиот центар каде што е префрлена. Неколку илјади луѓе се евакуирани денеска од крајбрежните области на Филипините, кои се загрозени од тајфунот Калмаеги, кој се движи кон источниот остров Лејте со ветрови од 120 до 150 км на час, соопшти метеоролошката служба на земјата. Двете провинции, Палу и Танауан, каде што се врши евакуацијата, се со вкупно население од 140.000 жители, а веќе претходно во 2013 година беа погодени од супер тајфунот Хајјан, кога загинаа најмалку 6.000 луѓе.